мојот прв уредник во телевизија, значи јас сум ја започнал кариерата кај него, а тоа е Петар Поповски. Добро вечер. Добро вечер на вас и на вашите гледачи. Тоа е доктор Петар Поповски, нас ни беше уредник, мене беше уредник во дневно-информативната редакција на тогашната радио телевизија Скопје, кога ја пред многу години, 20 и нешто години, од радио Скопје минав на телевизија Скопје, а Петар беше главен и одговорен уредник на дневно-информативната на телевизија. На телевизија. И на сите оние кадри што беа под тебе, сите генерални директори Мелпомени, не знам, Тихомир Илиевски, не знам, Слободан Трајковски, сите тамо беа под тебе, така една серија од луѓе. Добро? Значи, ти да заврши професионалната кариера, се пензионираше во македонска телевизија и пред тоа публикуваше, пишуваше и така натаму, и после тоа публикуваше, пишуваше. Значи да нема недоразбирање, доктор Петар Поповски не значи лекар по нешто, туку по историски науки. Пишувањето и книгите на Петар, на мојот уредник, се всушност она што мене ме интересира е историскиот дел. Во средата беше промовирано ова двотомно издание, Украдена историја, нели тоа е ова, вака, Украдена историја, каде што основата на се е пишувањето околу тоа што све имаат испоукрадено од нашата историја, фолклор, бит, па ако сакаш и душа грците, и нивната историографија, меѓутоа пред да отидеме на неа, само неколку кратки прашања имам за тебе. Значи, ова не е прва книга, далеко е тоа. Да. И сите книги во основа предизвикуваат, твоите предизвикуваат реакција во јавноста, гнев кај оние што мислат дека историјата е поинаква, или нивна, или адаптирана, гнев до ниво на закани, и никогаш не предизвикува подкрепа од државата. Ето така во три. Си поставено математичко прашање за историчар тешко. Од грчката се вкупна историја. Да. Колку е украдено од нашето? Се. 100%. Апсолутно, се. 100%. 100%. Се што е наше, тие си го земат. Се, да, го земат. Историја крадена, значи. Да. И историја од 18 век, и историја од 12 век, и историја од Александар Македонски. Од пред Александар Македонски. Од пред Александар Македонски. Е, сега видите. Ти свесен ли си? Да. Знаеш ли што значи да со некоја магично стапче да. Светската историографија, да. Со самото тоа грчка и па дури и наша официјална, да ги прифати овие аргументи? Паѓаат илјадници докторати, семинари, катедри. Не само докторати. Паѓаат милиони томови книги кои треба да се фрлат на отпад зашто го лажеле светот до сега. Зашто ова секој паметен... Таа не е фалсификувана, таа е украдена. Украдена, ама со фалсификати. Со свесно правени фалсификати. Свесно правен фалсификат, да кажеме, некаков документ, на некаков артефект, така во таа смисла.